Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Каратето е спорт во кој што во Македонија се занимаваат многу момчиња и девојки. Овој спорт почна да се развива тамо кон крајот на 60-тите години, па од тогаш има еден постојан подем. Во еден период имаше повеќе карате вештини, меѓутоа сега остана онаа карате која ќе биде практикувана и на следната олимпијада, но и традиционалното карате која има многу љубители во повеќе земји во светот. Па во тоа традиционално карате во последниве години присутно е и семејството Недеви, иако најстариот од Недеви, Венцислав Недев, е еден од основоположниците воопшто на карате спортот во нашата држава. Инаку во семејството Недеви сите се каратисти, освен сопругата на Венцо и мајката на Алјоша, Јадранка и Дејан. Во оваа емисија ќе стане збор за доктор Дејан Недев, човек кој освои многу медали за нашата земја, беше европски првак, светски првак, балкански првак, младински европски првак, младински светски првак и не знам колку уште титули има освоено во тоа традиционално карате. Па еве сега те представив Дејан со титуливе, меѓутоа не ги наредив онака како што беа освојувани, а не кажав и како почна, да не почна кај некој друг тренер, да не беше таткото и Венцо. Добро, најпрво би сакал да искажам една голема благодарност за поканата да учествувам во оваа, според мене, многу ценета и гледана емисија, каде што учествуваат стварно оние спортски легенди кои што дале голем придонес за развој на македонскиот спорт. И ете, уште еднаш да се заблагодарам лично до вас за поканата, да бидам дел од оваа емисија и да бидам дел од легендите во македонскиот спорт. Ве следам и тебе, и брат и сестрати, а од времето уште и таткоти. Да. Па точно, да, како што кажавте, јас тие резултати ги постигнав благодарејќи на мојот татко, кој што не само мене, туку сите негови деца ги има инволвирано во овој спорт и во оваа вештина. И од самиот почеток па и до ден денес сум се уште активен и сите оние резултати кои ги постигнав на домашните првенства, по после на меѓународните, најголема заслуга има токму тој. Бидејќи тој, можам да кажам, е еден од најуспешните тренери во македонското карате, бидејќи ние сме му една, можам да кажам, 7-8 генерација на успешни каратисти. Не само карате, јас би рекол еден од најуспешните тренери воопшто во македонскиот спорт. Да, значи да се остане толку долго, да се произведа толку каратисти, тоа е голема работа. Значи он од самите почетоци од 1967 година, од која почнало каратето во Македонија, до ден денес е се уште активен и секој ден е во салата на Карате клуб Работнички и секојдневно е во кимоно. И работи и со младите и со нас постарите. Активен е на меѓународен план, на сите семинари, на сите симпозиуми, ги прати сите новитети, заедно и ние со него, останатите. Така да, јас започнав многу млад, на мојата 4-5 годишна возраст и паметам тие денови вежбавме во истата сала каде што вежбаа сите претходни генерации, во долната сала на Карате клуб Работнички, и условите беа катастрофални, можам да кажам. Што денеска не е така, значи денеска над таа сала има модерна, изградена е нова сала, модерна, со сите услови, со татами, загреана. Значи денешната генерација деца кои што започнуваат имаат перфектни услови за напредок и исто така
јас кога вежбав, кога почнував, напредокот беше многу спор, бидејќи И условите беа такви. Да, и условите беа такви. Не бевме во тренд со сите збиднувања, значи патувавме на тие семинари еднаш годишно, 2 пати годишно, сега имаме услови да патуваме почесто и не само тоа, него има на интернет, на телевизија, сите новитети ги има што се во светот на каратето, така да многу брзо може да напредуваат и помладите и ние тренерите и напредувачите. Кажи ни како изгледа тие твои први почетоци во таа темна сала, би рекол, во Добро, темна не беше, али паркетот беше цел раштрафен. Да. Така да немаше татами, немаше ништо. Студена беше салата, се грееше со оние термопечки, ама прозорите беа стари, не диктува, фуреше од сите страни. Така да, јас колку што се сеќавам, желбата беше огромна уште на почетоците и тие работи не ни обрнувавме внимание. Така да... Како изгледаше тогаш еден тренер кога немаш татамија и имаш искривен паркет? Тоа беше и опасно. Добро, значи имаше еден дел таму кај што беа вреките закачени и изгледа прокиснуваше од негде и тој дел беше скапан паркетот. И таму пазевме да не нагазиме на некоја шајка, на некој клинец, па да се повредиме, но сето тоа после неколку години се санира и можам да кажам дека бевме среќни што имавме во секое време простор и сала каде може да ги да се одвиваат тренинзите. Па сега каква е салата со време ќе се подобрат условите. Редовно секој ден идевме на тренинзи и од самите почетоци, значи од најмладата категорија пионерска, па кадетска, јуниорска, ние секојдневно трениравме, дури кога се подготвувавме за некое меѓународно надпреварување, вежбавме и по 2, по 3 пати дневно. Значи цел ден практично престојувавте во салата? Фактички после училиштето имавме еден тренинг и навечер имавме еден тренинг. Така да уште од мали нозе, значи бележев резултати пред се тука во Македонија. Мали нозе спомна е од која годишна возраст почна да се бавиш? Од 5 години. Од 5 години. Значи 85-та година, бидејќи си 80-та роден, 85-та и веднаш во својата категорија почна... Јас и сестра ми, пошто сме близнаци, почнавме иста година, 85-та, а брат ми Алјоша една година постар, он почна една година претходно. Така да, мора да кажам ова, тоа се зборови на мојот татко, јас не се сеќавам, али мора да кажам дека на почетоците, кога почнував, не бев некој талентирано дете. Значи, имаше многу подобри од мене, поталентирани и секогаш на почетокот губев на државните првенства, на турнири, секогаш бев четврт, пет, никако да освоам медаља. Татко ти се лутеше? Не се лутеше, многу јас некако бев многу разочарана, тренирав, многу тренирав. Уште од мал. И викаш, што е работа, не можам да освоам, ама сите беа постари од мене. Прво место. Да, сите беа постари од мене по 2, 3, 4, 5 години. Ма голема разлика е тогаш во тие. Да. И татко ми, знаеш, секогаш ми викаше, биди упорен, тренирај, ќе дојде твоето време кога ќе дојдат резултатите на Виделина. Така да ја бев упорен, тренирав и сите мои врсници, па и дури и постарите, со тек на време ги надминав и почнав да ги победувам. И во клубот. Која година беше тоа? Па тоа беше, значи, после 85-та, значи, после 3-4 години. Така, после 3-4 години. 89-та, 90-та, 91-та, 92-та, 93-та. Затоа што веќе на почетокот од 90-тите години, колку што ја следам твојата кариера, ти почна да се појавуваш и на меѓународна сцена, во младинска, па дури негде и во сениорска конкуренција. Да, значи, мој прв позначен резултат во кадетска конкуренција го постигнав на Европското првенство 95-та година во Скопје, кое што се одржа во универзалната сала.
Значи тука за прв пат станав шампион на Европа во кадетска конкуренција во дисциплината фукуго. И знам, и ден денес се сеќавам како да беше вчера, во финалето имав многу силен надпреварувач од Италија. Италија и ден денес важи за една велесила во светското карате. Така да секогаш имале плејада на врвни надпреварувачи, така да се сретна во финале со најдобриот нивни надпреварувач. Се викаше Микеле Колучи и беше и многу повисок од мене, пофизички јак. Мислам дека беше и 1-2 години постар од мене. И многу ми беше тешко. Кога излезе на татамите, не се уплашив, имав многу голем елан за победа, бидејќи настапував пред наша публика и мојата девојка беше исто на трибините тогаш. Викаш сега за неа, да и покажам. Да, и мора да кажам дека тој момент ќе ми остане за секогаш во моите сеќавања. Успеав да го победам, борбата беше многу изедначена, но на крај му зададов еден поен што сите судии го видоа, и аголни и главен судија, така да не можеше да се скрие тоа. Беше убедлив поен и со тој поен ја успев да го победам. И мора да кажам дека после тоа ми даде уште поголем мотив и елан да работам уште повеќе и да во повозрастните категории освојам исто така високи резултати. Тоа беше во кадетска категорија, и сега ти во кадетска и во младинска на почетокот реков имаш, ми се чини 4 европски титули, може би се и повеќе, не знам. Во младинска се повеќе, да. 7-8 сигурно се. Европски титули? Европски, да. Со се овие од кадетската? Да, кадетска и во јуниорска конкуренција. Значи, после тоа неколку пати го повторив резултатот, али напоредно јас настапував и во сениорска конкуренција. Затоа реков ти уште како младинец се појавуваше во сениорска, би се чини и на светско првенство како младинец. Да. Еднаш настапи во сениорска конкуренција. Бронзен медал освоив прв пат, да. Значи, прв мој настап како кадет во сениорска конкуренција беше на Европското првенство во Торино, Италија, 1993, но тогаш настапив само во кати. Значи, во сениорска... Добро, тоа е полесно, мислам, немаш директна борба со противник, не може да дојде до повреда, а ти тогаш имаше 13 години. Така, да. Немав некој забележителен резултат на тоа европско првенство, но сениорите, мора да кажам дека тој беше прв резултат во сениорска конкуренција постигнат од кога Македонија стана независна држава. Значи, сениорскиот комитет им во тоа време освои бронзен медал во исклучително силна конкуренција. Тренер беше мојот татко. Можам и да ги споменам. Тогаш таа генерација беа Љупчо Иванов, Јовица Ивчев, Зоран Стојковски, Боре Видевски. Тие прв пат освоја бронзен медал на едно европско сениорско првенство. И потоа, значи, прв мој позначен резултат е на светското првенство 1998 година во Варшава, Полска, каде што во дисциплината фукуго освоив бронзен медал. Зборуваме за сениори. Во сениорска конкуренција како младинец. Медал во сениорска конкуренција, ти се уште младинец, 18 години. Да. Значи, младинците кај нас се до 20 години, младинската категорија, а од 21 година веќе влагаш во сениорска конкуренција, но правилата се такви да во овие дисциплини каде што не може да дојде до повреда, може да настапат и помлади. Да. Јас подеднакво ги работев сите надпреварувачки дисциплини, во тоа време работев и кати, и борби, и фукуго. Фукуго е комбинација на кати и борба. Потоа и екипно и поединачно настапував, во ембу дисциплината исто така настапував, заедно со Благојче Андреевски и Алјоша на неколку европски првенства освоивме сребрени, бронзени медали во сениорска конкуренција. Мора да истакнам, значи, тамо 2000 година во Болоња, Италија,
освоивме 2 бронзени медали во борби екипно и во ембу. Тоа се исто така значени резултати и веќе 2002 на наредното светско првенство кое што се одржа во Белград, Србија, освоивме сребрен медал во борби екипно. Јас, Лјоша, Благојче Андреевски беше тогаш во екипата и Ивица Гаджовски. Значи, веќе после 2002... Значи, полека почнувате од бронзен медал, па во Белград сребрен и сега натаму? И веќе 2005 година, за прв пат на Европското првенство во Белград, освоив златен медал во сениорска конкуренција и тоа се сретнав со еден од најголемите фаворити во финалето, со Мусат Корнел од Романија, кој што претходно бил 5-6 пати светски шампион, 7-8 пати европски шампион, беше не можеше никој да го порази. Еден надпреварувач стварно физички многу спремен и можам да кажам еден голем талент. И јас успеав на тоа европско првенство да го победам, бидејќи јас бев исто тогаш во подем. И тука, значи на тоа европско првенство јас можам да кажам дека ја добив одскочната даска и добив слава и популарност во сениорска конкуренција. Успеав Мусат Корнел да го победам за неполни 30 секунди. Како изгледаше таа борба? Па, значи, тој беше... Самоуверен, сигурно. Да, тој е надпреварувач кој што е офанзивен. Значи, не напаѓа многу, али го чека противникот на грешка, на најмала грешка, за да му направи поен. А јас тогаш важев за офанзивен надпреварувач кој што напаѓа многу. И успеав и во првиот и во вториот напад да му направам многу брзи поени што тој уопште не ги виде. И судиите сите ги досудија. И така јас успеав за 30 секунди да го победам него, што он беше у шок. Не веруваше што се случи. Да, тоа му се немаше случено во кариерата до сегашна негова. И така да после тој шампионат секогаш кога сме се сретнувале, така со некоја почит, со некоја резерва према мене и добро, после тоа неколку пати јас губев од него, го победував исто така. Тука секогаш бевме главни ревали на европски првенства и на светски првенства. Тој те запозна од овој меч во Белград. Да, и беше предпазлив цело време после тоа. Знаеше со каков противник има работа и затоа бил и внимателен, велел. Сигурно, чекај да видам како ќе се одвие. После тоа, значи 2011 го повторив исто така резултатот, само во борби поединачно, на Европскиот шампионат во Ерусалим, Израел, 2011 година, станав исто така европски шампион, но во борби поединачно. Тука можам да кажам за тоа европско првенство, дека јас во финалето настапив повреден. Имав скинат мускул на задната ложа. Имав уште за време на подготовките тука во Скопје. Ја влечеше таа повреда и така настапи. И ми се обнови кога настапува во катите. Направив еден удар со нога, многу експлозивен, брз, во изведбата на катите и осетив пак дека нешто... Болка. Но више бев влезен во полуфинале во борби, поединачно. И викаш, кога сум стигнал веќе до овде, дај да одиме до крај. Што сака нека се случи. Докторите ми вика да не продолжам, ме советува, но јас бев цврсто убеден и ја посакував таа победа, да го потврдам резултатот, бидејќи многу шампиони сум слушал, викаат, прави се оние шампиони кои што ќе го потврдат резултатот. И ти да бидеш тоа ми беше мене главна девиза, еве да го потврдам. И беше многу, финалната борба исто така многу беше атрактивна со представник од Украина, но успеав исто така да го победам со неколку брзи поени во финалето. Како изгледаат тие брзи поени? Кажи ми, вака, тоа се удари со залет, удари ненадејни, или пак тактизираш, се случуваат во глумиш дефанзива и веднаш тргнуваш во напад. Да.
Значи тоа е умешноста во карате спортот, Тоа да ни го опишете. Да, посебно во традиционалното карате, кај нас нема тежински категории. Значи една е категорија во борбите, тоа е апсолутна категорија и тоа е фактички суштината на оваа вештина, да оној што е послаб физички и да може да го совлада оној што е физички посилен и поспремен физички. Така да тука умешноста е да го надмудриш противникот, да го изненадиш и во офанзива и во дефанзива, да знаеш да го процениш каков надпреварувач е тој и врз основа на неговите квалитети да примениш своја тактика и да успеш да го победиш. Значи тука има тактизирање, надмудрување. Така, да. Чекаш цело време да видиш и откако ќе ги откриеш неговите слаби страни, тогаш веќе ја поставуваш она вистинска стратегија за Точно така, натаму како да се одвива борбата. Да. И која е твоја специјалност, би рекол, во каратето со која што ги изненадуваше противниците? Добро, јас подеднакво ги работев сите и рачни и ножни техники, но најповеќе, мислам, ми успевал ударот со предна рака во глава, тоа се нарекува кизамецуки, и тука успев, секогаш сум успевал да ги пресретнувам, значи да налетаат и да им задам таков удар исто и во тело со рака, гјакоцуки мајагери сум го користел, тоа е удар со нога во тело, уширогери, тоа е исто така многу атрактивен удар кој што се изведува во заокрет и се изведува со пета директно во тело или во глава со максимална контрола. Сето тоа сме го тренирале на тренинзите во вреките. Значи по илјадници пати повторување на тренинг. Свртување, пета, удирање, па повторно истото. Се додека не се совлада максимално таа техника. И она движење, значи за време на борбата дур трае, движење на страна, назад, ескиважи, значи тие исто движења многу сме ги работеле и тука кај нас и на семинари кај врвни јапонски инструктори. Јас после сите тие, значи, победи кои што ги остварував на европски, на светски првенства, оние што се најголемите умови во светското карате, као еден сенсеј Хидетака Нишијама и сенсеј Хироши Ширај, ме приметија и секогаш на нивните семинари ме демонстрираат твои борби, например, или секогаш им бев ја удари, свртувања, пети, што спомна и така. Ме интересира сега, бидејќи кажа со лева рака напаѓаш, задаваш силен удар, значи тоа дека си само левак или и со десна имаш силен удар? Не, јас сум десњак по природа, иначе ги користев подеднакво и двете раце и двете носи. Дека спомна со лева рака во напад горе во глава. Па да. И затоа реков да не е само левицата. Не. Она што е посилно оружје. Сум работел со десна нос, обично јас секогаш сум стоел лев гард. Така да тука сум се осеќал многу посигурен. Посигурен, да. И затоа ми успевале тие техники. Зашто не е само гардот, ти го поставуваш гардот ти да нападнеш и да се одбраниш, бираш момент. Точно така, значи мора еден надпреварувач за да се задржи долго време во врвот, мора да ги подеднакво да ги владее сите удари и со нози и со раце. Во каратето има плејада на удари и мора да работи од секоја позиција. Бидејќи ако си едностран, едно, две, три првенства максимум, више ќе те научат. Да. И мора да си разноврсан. Да, ќе ти применат контра... Сега те прекинав за да ни објасниш за каратето и овие работи, со таа повреда на ложата, првенство европско, треба да се потврди титулата и како изгледаше таа борба, како ја доживеа. Еве да ни раскажеш од оваа дистанца како изгледаше тој меч. Мора да истакнам, беше многу тешко, некако бев психички под притисок дека мора да победам, бидејќи предходно сум победувал многу по-квалитетни надпреварувачи од
секако украинецот беше исто така многу добар, моја генерација во подем, така да имав огромна желба за победа. И успеав да го победам, значи во регуларниот дел на борбата. Мислам дека исто така со еден кизаме го победив со предна рака и со удар со нога во тело. А болката ја чувствуваше ли во мускулот? Ја чувствував, али се трудев да не дознае противникот. Значи онака не се движев многу, бев постатичен и го чекав на грешка. Значи тој беше офанзивен, ја го приметив дека сака да нападне, да ја добие борбата и ја тогаш не напаѓав, него го чекав цело време на грешка. Така да и првиот и вториот пат ми налета и успеав да направам поен. Тука да направи поен, а инаку сметаше дека е ризик да тргнеш во напад, да не се случи нешто со стабилноста на телото. Не само заради тоа, може ќе ме заболело, сепак се работи за многу тешка повреда и ќе забележи противникот и ќе искористи таа шанса, може да се се случи. Се да се случи, да. Одиме натаму со твојата кариера, како се движи и кои надпревари доаѓаат, па еве и светски првенства. Да, заборив да споменам дека тој резултат од Европското првенство во Ерусалим, Израел, ми донесе да се стекнам со највисокото спортско признание, национално спортско признание, во 2012 кое што ми го додели Агенцијата за млади и спорт. И јас мора да истакнам дека јас не се повлеков од надпреварите, туку тоа признание ми даде дополнителен мотив да ги потврдам резултатите кои што ги постигнав и на европско и на светско првенство. Така да после тој резултат 2015 година на светското првенство во Копер, Словенија, станав светски шампион во фукуго исто дисциплината. Во исто така една многу силна конкуренција, сите оние ривали кои што беа постари од мене веќе беа повлечени, не беа више активни. Значи немаше мака со старите познаници, дојдоа нови сили. Но со новите кои што сака да се докажат на мене, но сепак не успеа на тој светски шампионат. Имаше многу квалитетни надпреварувачи од Бразил, од Аргентина, од Уругвај. Значи ја успеав да ги победам сите мои противници и во финале се сретнав со еден надпреварувач од Кипар, кој што е доста и ден денес активен, добар, квалитетен надпреварувач и успеав да го победам. Значи во финалето, мада за малку таа борба ќе изгубев затоа што имав неколку удари кои што му ги задав во пределот на главата, но според мене моето искуство што кажуваат, тие беа чисти поени, беа со мал контакт, но противникот некако глумеше цело време, као многу дека се силни ударите и неколку пати судиите се собира и се договара дали да ме казна, дали да ми додалат поен. На два пати ме казнија и беше многу рискантно да изгубам борбата, затоа што ми поведе противникот и потоа сменив тактика, му задов едно по друго два поени во тело, така да во тело е дозволен контакт. Да не размислуваат судиите дали е тежок. Така успеав да добијам финалната борба, да. Тоа беше прва титула светски првак? Да, прва. Имаш две титули. Потоа во Монте Катини 2017 на светското првенство во Италија, во Кати екипно заедно со Алјоша и со Мате Ангеловски освоивме исто така златен медал. Значи, едно по друго, две медали, една во поединечна конкуренција. Една во поединечна, една во екипна. Во кумито беше во поединеч? Во борби, да, кумите е борби. Да. Во борби, да, а ова беше во екипна конкуренција. Да. Медалата, втората, предходно, да кажам, на светското првенство 2014 година во Каиро, Египет,
освоив 2 сребрени и 1 бронзена медалја. И мора да го кажам тоа, значи, пред гледачите, на светското првенство во Египет, во дисциплината борби екипно, во финале се паднав со Алјоша. Тоа е многу интересно. Да. Тој успеа да ги победи сите негови противници во неговата група, јас во мојата, и никој не очекуваше дека ние ќе се сретнеме у финале. Така да борбата беше изедначена до самиот крај. Имаше, значи, не се штедевме, ни јас не го штедев него, ни тој мене. Бевме доста активни двајцата. И во регуларниот дел беше нерешено, и во продолженијата беше нерешено. И на крај, кога е така, судиите се состануваат и одлучуваат, гласаат. Кој бил поактивен, кој бил подобар. И таа година Алјоша победи, значи, во финалето. Он стана светски шампион 2014-та. И на воодушевување на цела публика. Постар брат, викаш, ајде. Добро, не, значи беше и он уште исто така квалитетно. Борбата беше како да не е меѓу изедначена двајца беше, браќа. значи имаше поени од двете страни, но судиите не ги досудија, сметаа дека не се за досудување. И така, на изгласување тој победи. Тебе не ти беше криво, сепак. Маце ми беше у моментот, но после тоа не. Ама златото доаѓа во семејството Недев. Да. Тоа е битно. Да. Потоа кариерата... Али никогаш, например, не сме се договарале, кој ќе се сретнеме, сме се сретнували на Балканско првенство, и на купови други. Јас сум го победувал, тој ме победувал. Така да, никогаш не сме се договарале, брат, ај сега ја ти пуштив лани, ти пушти ми оваа година. Никогаш. Борба. Борба, да. А на тренинг? На тренинг уште по-жестоко. Тука нема суди, ако гледа таткото Венцо добро, ама инако кој ќе распалите и ти, опа сега, ајде. Да, имало ситуации на тренинзи каде што не делел татко ми, така да... После тренингот, лутење, абе брат, многу силно удираш. Ден, 2 и после тоа поминува. Сепак со карата се занимаваме, не со... Свесни сте за ситуацијата во која што се наоѓате? Да. Дејан е еден каратиста кој многу се вложи себе у каратето, уште од мал. Затоа нижеше перманентно секоја година некаков успех, дали е тоа од официјалните европски, светски првенства, балкански, медитерански или од куповите. Тој секогаш, кога ќе се појавеше, гарантираше успех. И сега, во овие моменти, се уште се натпреварува, само што ќе излезе на борилиште, дали е тоа во кати или во борби, веќе и публиката и судиите го препознаваат и знаат дека ќе стане шампион. Може само некоја мала неправда да биде некакви, пошто има и такви случаеви, за да не освои, да не стане шампион, али сигурно е вице шампион. Дејан бил упорен и секогаш идел до перфекција. Значи, за него не постои некоја импровизација. Сега е он и тренер, и судија. И кога е судија, бара од такмичарите да и го изведат тоа до перфекција, за да може да биде досудено. А исто така, и као тренер, бара перфекција од секое дете и иде до максималните нијанси, за да ја исчисти техниката, за да
тоа дете утре нема никакви проблеми која ќе дојде да посакува врвни резултати. Он е од она генерација, можам да кажам, 8 генерација, бидејќи ова година ние славиме 50 години од најтрофејниот клуб и оној клуб што у бивша Југославија го нарекува расадник на државни репрезентативци, тоа е Карате клуб работнички, каде што јас го имам формирано. Меѓутоа, у каратето секогаш имал желба да сите работи не само за него како шампион, него да тоа карате у кое се заљуби и он и у кое ја веќе сум долго заљубен, кое не е само спорт, туку тоа е цела наука, филозофија, да толку многу навлезе и сака да даде допринос како што некои наши инструктори дадоа допринос и не научија многу да влеземе во тајните на таа вештина, не само спорт, да влеземе во тоа е фактички уште еден докторат кој претходно ние го стигнавме и јас и Дејан, со тоа што го заокруживме со другиве докторати што се од факултетите. Минавме низ својата кариера, па сега дали може да се сетиш, еве да ги изброиме сите тие мноштво на медали на кадетски, на младински, на почетокот реков 3 кадетски, ти после додаде младинските 4, 7, значи во тие млади категории, европски титули 4, ако се сметаат во и сениорска поединачно и конкуренција се екипно. 6, бидејќи на подоцна на Европското првенство во Крајинска гора во Словенија, станав европски шампион во борби поединачно и во кати поединачно, и 2 години подоцна на Европскиот шампионат во Белград 2018, исто така во Фукуго и во кати станав шампион на Европа. Така да како почна да ги редиш ова медали, нека ги бројат и гледачите. 6 се во сениорска конкуренција и оваа година исто така на Европскиот шампионат што се одржа во Питешти, Романија, освоив златен медал во кати поединачно. Тоа зборам за официјални европски првенства. Организирани од Европската... А светските, значи, остана 2 први места, 2 триумфа или... Да. И имаше повеќе? 2 златни медали и во... мислам дека се 5 сребрени и 3 бронзени од официјалните светски првенства. Тука во сребрените 5 и оној пораз од Алјоша. Да, и тој и 2006 на светското првенство во Канада, од овој токму што го победив романецот што изборев пред малце, Мусат Корнел. Значи, ја 2005 го победив во Белград, он ми врати 2006 во Канада. На светското првенство се сретнавме во финале. Но тука таа година морам да кажам дека бев оштетен од судиите, бидејќи имав неколку поени убедливи што треба да ми се досудат и не ми се досудија и така изгубив. Иначе тогаш ке бев многу близко до освојување на првото злато. Овде на домашна сцена во македонска би рекол конкуренција, немаш некој посериозен противник сега или... Не, јас и веќе од 2008-та таму година престанав да се надпреварувам тука на државните првенства, затоа што дадов можност на помладите да дојат до израз и да станат шампиони на национално ниво, па потоа да добијат одскочна даска да настапат и надвор. Така да јас напоредно и бев тренер и надпреварувач. Добро, еве... Само настапував на меѓународни надпреварувања. Минавме низ твојата кариера, посебно се сеќаваш на оној настав во универзалната сала во 95-та година, кога пред публиката и пред твојата девојка, тогаш ја освои првата титула европски првак во кадетска конкуренција, потоа дојде овие другите резултати.
Меѓутоа, ти и на научен би рекол план исто така имаш големи постигнувања во животот. Најнапред магистрираше, а потоа докторираше, колку што знам, на Софискиот универзитет. Па ајде малку за тоа што беше причината, еве комплетно да се вклучиш во каратето, во овој спорт кој практично значи твој живот и живот на целото семејство, би рекол. Па што беше причината? Причината беше да толку многу бевме навлезени во каратето, да сакавме да доеме и до некакви нови сознанија на научно ниво, така да и дур студирав на основните, на додипломските студии. Дипломиравме јас и Алјоша заедно кај покојниот професор доктор Атанас Кајчевски, кој што е основоположник и прв тренер на мојот татко. Така да тој успеа да ни внесе многу работи од научниот дел и да не внесе во тие научни истражувања. Така да имавме неколку проекти кои што ги направивме заедно со Алјоша пред да магистрираме и потоа 2011 магистриравме на факултетот за физичка култура, а Алјоша 2017 докторираше исто во Софија, а јас 2018. Па тоа е една година, после ти го следиш. Да, јас бев многу поактивен во спортскиот дел, така да малце го запоставив докторскиот труд, но Алјоша му беше потребен бидејќи тој е вработен на факултетот за безбедност и за понатаму за избор во звање му беше потребен побрзо да докторира и после тоа и јас успеав. Какви беа коментарите во тој научен свет, еве, двајца доктори од исто семејство во исти спорт? Мора да истакнам дека кога отидовме во Бугарија да се информираме околу докторските студии, бевме прифатени, можам да кажам, многу добро од страна на сите професори кои што работеа на тој факултет и им беше голема чест да ние докторираме на нивниот факултет и на нивниот универзитет, гледајќи ја нашата биографија како врвни спортисти. Да. Тие до тогаш немале такви врвни спортисти кои што дипломирале, докторирале на тој факултет. Па и професорите преку тој труд има и што да научат за каратето. Да, значи да го кажам и тоа дека каратето многу подоцна во Бугарија почна да се практикува од што кај нас, можеби после 20-30 години колку што знам. Значи и мојот и на Алјоша докторскиот труд беше анализа помеѓу учениците кои што се занимаваат со физичка активност на часовите по физичко образование и оние спортисти на иста генерација кои што се занимаваат со боречки спортови, не само со карате, со джудо, борење, бокс и карате. Така да правевме анализа помеѓу антропометриските показатели и моторичките способности како влијаат кај деца кои што се занимаваат со физичка активност и кај деца на 15 години кои што се занимаваат со одредени боречки спортови. Така да беа професорите, односно и менторот кој што ни беше, беа презадоволни и добивме најпозитивни оценки и од комисијата која што беше на одбраната и од менторот. И тие беа презадоволни од нашите докторски трудови и секако ќе бидат пример за останатите студенти кои што ќе докторираат на тој универзитет. Значи може да очекуваме таму сега да докторираат и други личности. Па да, значи има Вие повлековте, како што се вели, нога. Да. Сега отворивте простор и за на тој другите. универзитет, бидејќи тој е многу високо котирана шангајската листа и таа диплома и тој докторат е признат во целиот свет. Значи, мислам дека Софискиот универзитет е единствен што ги има на шангајската листа од сите
универзитети во регионот. Така да има голема тежина. Значи сега ако сакаш да бидеш тренер дури и во Јапонија, колевката на каратето со тие сертификати сигурно, што ги имаш, можеш да бидеш. Сигурно. Значи и те познава. На некој престижен универзитет во светот било каде. Сега пред да завршам емисијата со тебе, би сакал да ги споменеш и другите тренери, не само татко ти Венцислав, зашто овде доаѓа и браќата Јорга, па доаѓа и јапонски стручњаци и така. Значи, што значеше тоа нивно доаѓање за тебе како надополнување на оние знаења што ги стекнуваше од клубот овде во работнички, од работата со својот татко, од спарингувањето со Алјоша и со другите и она што тие ти го кажува. Па, мора да истакнам дека сите овие резултати кои што ги постигнав во мојата кариера, покрај нормално заслугите на мојот татко, исто така учеството на тие врвни карате семинари кои што ги посетуваме секоја година, допринесува да забележиме вакви големи резултати. Јас во годината секогаш, значи, дур беше Сенсеј Хидетака Нишијама жив, учествував на сите негови европски карате семинари и бев негов главен асистент. Исто така и на семинарите кои што ги водеше и Сенсеј Хироши Шираи, кој што е се уште жив. Денеска тие се, можам да кажам, беа и се уште се едни од најголемите умови на светското карате. Исто така тука се браќата Илија и Владимир Јорга, од кои што многу научив сите овие години и ден денес учам. Тие се Владимир е 80 години, Илија е 79 години, но се уште се активни, се уште држат семинари. Често доаѓаат и овде Често во доаѓаат Македонија. и тука, но и се гледаме често и низ Европа. На светските тие семинари. Така да секогаш има нешто ново од нив што да се научи и можам да кажам тие се тоа е една голема привилегија и богатство да човек се познава со нив и учи од такви врвни стручњаци. Ти високо котираш и во структурите на меѓународната карате федерација за традиционално карате, па ајде кажи ни нешто и за таа позиција што имаш таму. Да, па пред 2 години бев избран во бордот на на интернационалната традиционална карате федерација, во бордот на директори. Тоа се 5 луѓе кои што одлучуваат за све, за сите токови во светското традиционално карате, околу организација на сите тие семинари, надпревари, околу политиката во каратето. Така да тоа за мене представува една голема работа и чест што сум дел во тој директориум. Исто така пред 2 години ми избрана позицијата генерален секретар на Европската традиционална карате федерација. Председател е доктор Владимир Јорга, јас сум генерален секретар и од тогаш имам дополнителни активности кои што ги вршам као генерален секретар околу координација на сите национални карате федерации. Има доста организациони работи што треба да се реализира. И седиштето, бидејќи претходно генерален секретар беше италијан, седиштето беше во Милано, Италија, толги години, и од кога станав ја генерален секретар, седиштето е преместено во Скопје. Така да и канцеларијата на Европската федерација е во Скопје, и јас ги вршам сите оние оперативни работи околу Европската федерација. Спомна оперативни, ме интересира од прилика колку надпревари според календарот на Европската карате федерација, каде што си генерален секретар, се одржуваат во текот на годината. Ова вака за да знаат гледачите. Да, една од обврските кои што ги имаме е исто така изготвување на календарот на активности на Европската федерација и можам да кажам дека на скоро секој месец имаме некаква активност, дали се семинари, дали се симпозиуми
судиски, надпреварувачки, надпревари за деца, купови за помлади категории и секоја година се одржува европско првенство. Значи претходно се држаше на 2 години. Сега од лани мислам донесовме одлука да се држи секоја година. Бидејќи на почетокот беше така исто. Значи првата информација секоја година се држи европско првенство, а на 2 години се држи светско првенство. Првата информација за надпревари за она што ќе се случува во годината тргнува од канцеларијата во Скопје. Од Скопје, да. Значи тука е седиштето и тоа е добра работа да има што повеќе наши луѓе инфилтрирани во тие меѓународни спортски организации, зашто сепак животот е таков, таа комуникација е многу битна, не само да се научи нешто, туку едноставно да си тука присутен, да бидеш во текстот сите настани. Да не бидеш секогаш прескокнуван. Точно така, да. Значи, да можеш равноправно да се носиш со сите. Да. Значи, до година во план ни е да бидеме ние организатори на Европското првенство. Така да во јуни месец, почетокот првата недела во јуни, ќе се одржи европски шампионат по втор пат за сениори во Скопје, во салата Борис Трајковски. Тоа ќе биде убава прилика за сите љубители на каратето да видат во моментов каков е квалитетот на традиционалното карате во Европа, и да ги видат и нашите репрезентативци во нов напад на медалите. Точно така. Значи, 2004 последен пат бевме организатори на Европско првенство. Тогаш се држаше во кошаркарска сала во Работнички. И мора да истакнам, не го спомнав тоа, исто е во сеќавање на тој шампионат. Беше многу добро организирано, многу масовно, многу земји учесници имаше. И во поединачни, во екипна конкуренција освоив 2 сребрени медали, за влакно ми избега златниот. Во финалето изгубив од повеќе кратен шампион на Италија, на европски и светски шампион. Тоа беше Силвио Кампари. А во екипна конкуренција изгубивме од Романија. За влакно не станавме европски шампиони, но што е тука, јас сум презадоволен од досегашните мои постигнати резултати, но малце тагувам што немав шанса да каратето долги години не стана олимписки спорт, да настапам и на Олимпијада и да освојам медал од Олимпијада, но сепак јас се надевам дека помладите генерации ќе успеат во тоа. Добро, да се надеваме дека ќе биде така. Јас тебе ти посакувам многу успешна работа и натаму во традиционалното карате и верувам дека она што го поставуваш како цел, со оглед на тоа што те познам колку си упорен на татамите, таков си во животот, еве покажа и со самото докторирање во спортот кој реков и пред малку представува твој живот и живот на целото твое семејство, комплетно сте посветени на овој спорт, дека и натаму ќе постигнуваш добри резултати и ќе се слуша за името не само Дејан Недев, туку воопшто за семејството Недеви. Па сега се на пат и третата генерација Недеви. Дај Боже да стигнат до тие височини. Да спомнам мојата ќерка Камелија, која има 7 години, започна исто на 5 години, веќе 2 години активно вежба и секој ден во сала. И на минатиот месец на светскиот шампионат за млади категории, таа освои златен медал во кати поединачно. Браво! Да. И морам да кажам дека ако продолжи вака, она е многу талентирана. Мислам, многу работи. Кога се гледам јас, например, на нејзини години, јас сум бил антиталенат за карате. А она е уште од мала еден голем талент, така да јас се надевам ако продолжи а ќе продолжи сигурно, затоа што го засака уште од мала каратето, дека ќе ниже резултати во повозрастните категории. Добро е да посакаме да биде така
и веднаш еве таа за разлика од тебе стигна до прво место и златен медал. На 7 а години, ти како да. што рече се мачев и чекав шанса, ама станав тоа што сакав. Така, да. Добро, Дејан, ти благодарам за гостувањето во емисијата и се најубаво. Ви благодарам и на вас уште еднаш за поканата.